Германската компанија GES денеска во владата го потпиша договорот за реализација на нивната инвестиција во земјава. Ќе инвестираат 15 милиони евра и ќе вработат 200 лица. Компанијата ќе инвестира во изградба на производствен погон и административна зграда, кои ќе се протегаат на површина од 15.000 метри квадратни во Бунарџик. Ќе се произведуваат соларни панели и LED светилки со врвна германска технологија, која компанијата сега ја применува во нивниот производствен погон во југоисточна Кина. Проектот на компанијата German Electromechanical Systems е значаен од аспект на намалување на невработеност кај изголемување на извозот, како и по тоа што во новата фабрика ќе се применува врвна германска технологија. Оваа технологија веќе се применува во нивниот постоечки производствен капацитет во југоисточна Кина. Примарен пазар на компанијата ќе биде Блискиот Исток, а по една година и Европа и ќе најде примена во повеќе индустрии кои може да имаат придобивки од економично и еколошко осветлување. Со цел да се биде поблиску до овие пазари, компанијата разгледуваше повеќе земји во регионот и одлучи производствената технологија од југоисточна Кина да ја префали во Македонија, а пред се поради поволните бизнис услови, квалитетната работна сила и одличната инфраструктура. To officially mark our commitment to invest in Macedonia. Ние задоволство што сме денес тука да обележиме нашата инвестиција во Македонија, која што главно ќе се состои во производство на соларни панели и LED светилки, користејќи ги при тоа последните технологии кои што ги користиме во Германија. Освен тоа, ние го имаме најдобриот, барем еден од подобрите центри за истражување и развој, кои што сакаме да го пренесеме и тука во Македонија и да не направиме Македонија центар и лидер во поглед на одржливата енергија. Во овој момент исто така би сакала да искажам мојата благодарност за поддршката што ја добивме од владата и од сите луѓе кои што беа вклучени во процесите на преговори. Тие навистина направија нашата одлука да ја донесеме за инвестиција тука во Македонија. Премиерот Никола Груевски оваа инвестиција ја најави кон крајот на месец декември. По вчерашната инвестиција во Велес, заедно со оваа за 2 дена се најавени нови 1200 вработувања.